Обвинетиот бизнисмен за милионски злоупотреби со јавни набавки во РЕК Битола, Борче Марковски, не избегал од државата, туку бил на службен пат во Србија. Неговиот адвокат го брани дека отпатувал исклучиво поради деловни обврски, имал бизнис компанија која не можела да функционира без него и ќе се вратил за неколку дена. Пасошот е побаран за да може кратко да отпатува, да склучи договори кои чекаат негов подпис и најдоцна до 1 август се враќа во земјава. За сето ова ќе бидат известени сите надлежни органи. Марковски ја напушти државата вчера откако Струшкиот основен суд му го врати пасошот, прифаќајќи ја гаранцијата вредна повеќе од 5 милиони евра. Од јавното обвинителство вела дека иницијативата за враќање на пасошот ја поднела одбраната на обвинетиот. Основното јавно обвинителство Струга првично на 15 јуни даде негативно мислење за прифаќање на ова барање, откако одбраната поднела ново барање. Јавниот обвинител го реферирал предметот во Вишото јавно обвинителство Битола. Од реферирањето е изготвен записник, при што вишиот јавен обвинител донел заклучок со кој понискиот јавен обвинител го задолжил да поднесе позитивно мислење да се уважи предлогот на одбраната за враќање на привремено одземената патна исправа. Струшкиот суд образложи дека двете мерки, гаранција во имот и одземање на патна исправа, не можат истовремено да бидат во сила. Ваквото тврдење е спорно за правните експерти. Образложението на судот е прво законски непоследно и неточно, затоа што член 144 го регулира тоа прашање, каде што изричито спротивно на она што го образлага судот стои дека може да се определуваат повеќе мерки на предпазливост, што значи дека заедно со гаранцијата може да биде определена и мерка одземање на патна исправа и забрана за преминување на државната граница, и во тој дел фактички неточен ставот на судот, но повторно потенцирам дека сметам дека гаранции треба да се прифаќаат, но тоа да биде праксата показува дека тоа е пак привилегија само кај политички и финансиски мокните, додека кај обичните смртници има малку поинаков критериум. Пракса стана одредени мокници да бидат привилегирани кога треба да се дели правда. Бројни се случаите кои уште повеќе уриваат довербата во правосудството. За потсетување, Асим Јаховски, собственик на Пуско Петрол, излезе од притвор со гаранција од 2 милиони евра. Поранешниот председател на Фудбалската федерација Мухамед Сејдини ќе се брани од слобода со гаранција од над 1 милион евра. Поранешниот градоначалник на Карпош и екс-директор на Царина Стефан Богоев излезе од чутка со гаранција од 55.000 евра. Лавина реакции предизвика и одлуката за домашен притвор на поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој по 14 месеци бегство со распишана меѓународна потерница одлучи да се врати во Македонија. Судот прифати екс-директорите на онкологија Нино Васев и Нехат Нухи да бидат ослободени од притвор со гаранција поголема од 500.000 евра.